Да, Јована, токму така во текст се подготовките за одбележување на патрониот празник на Основното општинско училиште Лазо Ангелевски во Скопје, 100 години од раѓањето на Лазо Ангеловски и 37 години постоење на ово училиште. Учениците утрово ќе се представат со презентации, со настапи, со музички изведби, но за тоа повеќе ќе разговараме со директорката на училиштето Магдалена Петреска. Директорке, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Годинава одбележуваме значаен јубилеј, 100 години од раѓањето на Лазо Ангеловски. Каква е програмата за денешниот ден? Најнапред добро утро на сите, на вами и на вашите гледачи. Да, денеска прославуваме 100 години од раѓањето на нашиот патрон Лазо Ангеловски, 37 години од постоењето. Програмата оваа година ја посветивме на нашите корени и традиција. Таа е под наслов Мојата Македонија. Поттикнати од тоа дека треба да си ги сочуваме корените и да пловиме кон иднината. Директорке, Лазо Ангеловски е познат по своето педагошко и општествено дело. Како го промовирате неговиот лик пред вашите ученици? Така. Пред некој ден наставникот по ликовно образование го направи најновиот мурал на Лазо Ангеловски, неговата позната изрека дека секој ученик треба да се образува и да твори на својот мајчин јазик. И ние се стремиме кон тоа. Го почитуваме неговото дело и идеја и тоа го втемелуваме постојано не само на настаните, туку во целокупниот воспитно-образовен процес. Бидејќи учениците се уште сметаме дека треба да говорат на својот мајчин јазик, да се образуваат, затоа што само така ја шириме пораката за нашето битисување, за нашето постоење, за тоа кои сме и што сме. Го шириме македонскиот јазик, твориме на македонскиот јазик и почитуваме се оно што доаѓа од нашата преубава татковина. Годинава патрониот празник се одбележува под мотото Мојата Македонија. Од каде идејата токму за Мојата Македонија или нашата Македонија? Така. Тоа беше навистина една голема дискусија што да биде оваа година мотото, бидејќи навистина е јубилеен, 100 години од раѓањето на нашиот патрон и водени токму од тоа колку тој си ја сакал нашата татковина и се борел за сето тоа. Сметавме дека треба да оддадеме една почит кон сите наши предци кои што твореле, работеле и се бореле за она што денес ние го имаме, да живееме во една вакво прекрасно општество. И затоа е темата Мојата Македонија, но пак ќе повторам, сакавме да се навратиме на традицијата, никогаш да не ги заборавиме нашите корени, да не заборавиме од каде сме, меѓутоа сето тоа го вткаивме на малку модерен и современ начин. Навистина има творби кои што се посветени од минатото, меѓутоа има и доста музички изведби кои што се од денешницата, потсеќаат на нашата Македонија. Во најавата кажав, одбележувате 37 години постоење на училиштето. Како се развиваше Основното училиште Лазо Ангеловски низ годините и какви планови имате за воиднина? Пред почетокот на Валинковско вклучување ми кажавте дека сте започнале од мала зграда, сега имаме 3 згради, спортска сала, што следно? Така. Нашето училиште во општина Аеродром е едно меѓу последните кое што е изградено 1988 година. Меѓутоа, веќе го понесе приматот на најголемо општинско училиште. Веќе оваа година имаме околу 1600 ученици. Навистина се развиваше, како што кажавте, од многу малку, веќе е многу голема. Значи дека ние постојано работиме на нашите ученици, тоа се гледа, довербата ни ја даваат родителите, со тоа што тука имаме голем број на ученици, опфаќаме, расте секогаш бројот на првачиња кои што ги запишуваме и сметам дека ја оправдуваме бројката на најголемо општинско училиште, не само со бројот, туку и со постојаната работа која што ја даваме. Директорке, ви посакуваме успешен патрон празник, успешна програма да имате со почеток од 11 часот, секој е добре дојден, нели? Да, ги повикувам сите, значи локалното население секогаш, нашите поддржувачи, пријатели, секој оној кој што еве денес гледа и ќе поминува низ аеродром, може да повели да дојде, да живее со звуците на нашата Македонија и да ужива во сето она што го подготвија нашите ученици. Ви благодарам. А од мојата лева страна се ученици од Основното училиште Лазо Ангеловски. Со мене се Филип и Софија. Филип, Софија, добре дојдовте во Македонија наутро. Кажете ми кое одделение сте и што значи за вас да бидете дел од ова училиште и да бидете ученици токму во Основното училиште Лазо Ангеловски?
Јас сум Филип Цоковски, сум 8 оделение. Да бидам ученик во ова училиште има многу големо значење кон мене, бидејќи нашиот патрон Лазо Ангеловски направил многу за во историјата на Македонија, нели, им помогнал на децата да се образуваат, отворил над 87 училишта и почнал да ги учи над 10.000 ученици. Јас сум Софија Ристик, ученичка на 9-3 оделение. Мене ми е многу голема чест што учам во ова училиште што го носи името Лазо Ангеловски, бидејќи тој бил посветен многу на развојот на младите, на образованието, тој цел свој живот го посветил на образованието. Така. Кажете ми, која е денешната ваша улога? Филип, гледам ти си облечен како странец, Софија е облечена во народна носија. Што ќе презентирате денеска пред публиката? Денеска мојата улога ќе биде патник. Значи, јас сум патникот во представата и ќе шетам низ историјата на Македонија и се што се случило ќе го истражувам во оваа представа. Јас ќе учествувам во едно оро, Тресеница, кое што ние преку ората ја искажуваме нашата традиција и љубовта кон нашата татковина. И за крај на овој наш разговор ќе ги поканеме ли вашите другарчиња, вашите родители, роднини да дојдат денеска во Основното училиште Лазо Ангеловски? Секако дека ќе ги поканиме. Секој е добре ден. Од 11 часот започнува представата. Ви благодарам што бевте утре во делот Македонија наутро. Основното училиште Лазо Ангеловски одбележува 100 години од раѓањето на својот патрон празник со почеток во 11 часот овде во училиштето. Јована?